Го стартуваме новото издание на рубриката Да си кажеме, денеска со навистина актуелна тема, иако често велиме дека многу повеќе треба во медиумите да се одвои простор и да се зборува конкретно за загадениот воздух, односно аерозагадувањето. Сите го дишаме истиот воздух, сите кога велам, мислам на сите луѓе во целиот свет, затоа што генерално светот едноставно, па медиумите велат скоро и да нема луѓе на планетава Земја кои што не дишат загаден воздух. Мојата најава ќе оди во насока на тоа дека аерозагадувањето или загадениот воздух дефинитивно влијае на намалувањето на животниот век. Во 2019 година се пишуваше дека 400.000 предвремени смртни случаи се забележани поради загаден воздух во Европа. Во Македонија од загаден воздух, според надпис од 2021 година, тоа е значи минатата година, од загаден воздух во Македонија годишно умираат 1000 луѓе, тоа го покажа студија на Светската банка. Во зима во Скопје, главниот град на Северна Македонија, односно Скопје е еден од најзагадените градови во Европа. Тука е и Тетово, тука се и некои други наши центри, како и да е, ова е тема за која што мораме да апелираме погласно во јавноста. Денеска заедно тоа ќе го направиме со уште две дами, кои што се мои денешни соговорнички во рубриката Да си кажеме. Ја поздравувам Ели Пешева од Одва иницијативата, која што е денеска заедно со мене во студиото. Добро утро или добар ден до гледачите и до тебе, Ели. На Skype ќе ја имаме Лиле Поповска, односно Лилијана Поповска, која што ни доаѓа од Зелен институт. Лиле, добро утро и до тебе. Добро утро, поздрав. Да, ќе започнеме со Ели, од причина што ние тука нели во студиото, иако секако разговорот, Лиле, ќе биде отворен и за тебе, слободно ќе можеш во било кој момент да ни се приклучиш со твоите размислувања и ставови. Ели, сме говорели, сме се гледале често за оваа проблематика, со оглед на тоа што сме на стартот на новата 2022 година, каков старт или каков крај на минатата оставаме со оглед и на тоа што секој пат декември се прогласувал за еден од загадените месеци, барем во нашата земја. Па и оваа година нема да биде ништо поразлично, заради тоа што во текот на изминатата година не се направени некои драматични поместувања во поглед на преземање на мерки за намалување на загадувањето. Инаку, оваа статистика што пред малку ја споменати на 1000 луѓе, таа за жал е многу поголема, значи таа е 4 пати според одредени истражувања на Европската агенција за здравство. Значи Македонија е некаде околу 3 до 3.500 наши сограѓани кои што секоја година не напуштаат. Да, како резултат на загадувањето, и тоа имајќи предвид дека водењето на статистиките кај нас институционално и не ни е некоја најсилна карактеристика, така што за жал многу веројатно тој број е далеко поголем, а во изминативе 2 години со оглед на тоа дека нели целата ковид ситуација не преклопи, претпоставувам дека е уште поголемо, бидејќи луѓето беа спречени да се обратат до здравствените установи да побараат помош. Значи, воопшто не е за занемарување оваа бројка, да не зборуваме за последиците и на оние кои што се болни, кои што не се починати, а и на сите нас кои што секојдневно живееме во услови на висока, на енормна загаденост, до толку да се наоѓаме на прво, второ, трето, меѓу први 5 места во светот. Значи, многу малку е направено во изминатите години. Ние со години ги слушаме одговорните луѓе како ни кажуваат за 5 години или долгорочен проект за 10 години, значи ако се вратиме наназад, па ние 10 години го слушаме овој муабет, а се едно исто и нешто подраматично не е направено. Напротив, промените одат многу тешко, а воведувањето на мерките кои што ние како граѓани, како граѓански здруженија, не само Одва иницијатива, туку и со нашите соработници, партнери, и со Зелениот институт и така натаму, постојано апелираме, даваме предлози, меѓутоа толку се измешани ингеренциите генерално во институциите задолжени за сите овие сегменти, што е многу тешко какво било поинаков развој на ситуацијата. Ќе дојде декември и најнаш ќе паднат температурите, нели ќе падне све врз Скопје ќе се спушти и тогаш почнува паниката, еве ги црвените кругови, еве ги виолетовите кругови, сега што да правиме? Сега имам чувство дека залудно само зборуваме и тоа е некако народски кажано зборување на празно во вода. Ние зборуваме со години зборуваме, ако ништо друго, само ете да го
барем да го подигнеме јавното мислење, барем притисокот на граѓаните да стане поинтензивен врз институциите и врз надлежните кои што се одговорни за преземање на овие мерки. Ние и даваме конкретни мерки, значи даваме кај одредени институции што би можело да се направи. Слух нема? Нема. Значи, еве, гледате дека и препораките на Европската Унија се дека оваа тема, значи справувањето со загадувањето, дека треба да биде и национален, и регионален, и меѓународен приоритет. Кај нас е тоа само начално. Значи формално на терен воопшто не е така. Далеку од приоритет. Ќе вклучиме Лилјана Поповска од Зелениот институт. На 12 јануари оваа година, значи 2022 година, се одржа една јавна дебата како да се намали загадувањето на воздухот. Лиле, повелете да споделиме информации кои беа барањата или можеби кои беа клучните факти кои што можеме да ги излечеме или вие да ги излечете, а да ги сервираме на јавноста како резултат на оваа јавна дебата. Јавната дебата ја иницииравме во име на Граѓанскиот инспекцијски совет, каде што сме една коалиција од 35 граѓански организации, активисти и експерти, кои што се обидуваме да го контролираме контролирањето на загадувањето на животната средина, односно да следиме како работат инспекциите, посебно Државниот инспекторат за животна средина во справување со загадувањето. И како работат? Како работат слабо, ниту се опремени, ниту имаат кадар, ниту имаат средства, ниту имаат опрема, ниту имаат знаење, ниту координација како инспектори на државно, градско и општинско ниво, ниту со други институции, ниту имаат доволна обука, ниту правна служба за правилно пишување на актите, кога се оди на суд, судски процеси за казнување на загадувачите или за водење на судски процеси, така што сето тоа е една прилично жална состојба и се обидовме минатата година да ги согледаме работите, ги согледавме, имаше слух од поранешната директорка Ана Петровски, имавме извонредна координација, редовна, отворена со експертите и граѓанските активисти. За жал тоа се прекина, немаме никаква комуникација сега, дури немаше спремност од Државниот инспекторат за животна средина ни да учествуваат официјално на јавната дебата. Инаку, да не се потцени на таа јавна дебата, каде што присуствуваа над 75 луѓе од цела Македонија, каде што учествуваа официјални лица од 7 градови кои што се водат како најзагадени во Македонија, каде што дојде лично и градоначалничката на Скопје Даниела Арсовска, каде што дојдоа представници, значи, за животна средина од сите тие градови, каде што дојдоа локални советници, тие беа конкретно од независните граѓански листи, сите екологисти, познати граѓански движења низ Македонија, кои што се сега советници избрани, кои што ги кажуваа мерките што локалната самоуправа ги прави или не ги прави, или недоволно ги прави. Учествуваше градскиот главен инспектор Мирослав Богдановски, учествуваа инспектори од сите овие градови и во една таква јавна дебата, во присуство која што беше отворена, секој и медиум и секој граѓанин можеше директно да се вклучи и со дебата и со дискусија и со прашања. Во тоа траеше прилично долго, значи една навистина релевантна и издржана, од која што произлегува многу сериозни барања кои што сега ќе ги спомнам. На таа дебата од Државниот инспекторат за животна средина не удостоија со официјален представник и говорник, иако беше посочен и замолено да учествува. Имало присутно, рекоја, меѓутоа, доколку некој им поставил прашање, биле спремни да одговорат, инаку не беа спремни директно да се вклучат во почетокот. Излеговме со многу јасни барања, ги споделивме до разни институции, тоа прво, редица пакет барања до локалната самоуправа, затоа што честопати локалната самоуправа ни градоначалници, ни советници не знаат точно што треба, ниту службите нивни се секогаш доволно опремени да направат краткорочни, среднорочни и долгорочни планови, ниту пак имаат средства доволно преку буџетите, не одвојуваат всушност доволно средства за овие мерки против загадувањето. И затоа е многу скапоцена улогата на советниците кои што имаат еколошка свест и кои
и биле граѓански активисти уште повеќе од тие независни листи кои што внатре сега се борат и тие практично отвораат очи што треба да се прави, како да се прави. Понатаму, редица барања поднесовме до Државниот инспекторат за животна средина пред се да помогне во лобирањето за носење на закон за инспекцијски надзор во животна средина, каде што како ГИС, како граѓански инспекцијски совет имаме и посебна работна група, се вклучивме во изработката на тој закон заедно со Министерството за животна средина и со инспекторатот. Беа прифатени дел од нашите забелешки, но неколку суштествени не беа прифатени, затоа користам оваа прилика, ви благодарам Цеце, да излобирам до пратениците, да подготвиме, спремни сме како ГИС, спремни сме да подготвиме амандмани според нашите барања. Прво, да се обезбеди јасна координација помеѓу инспекторатите на државно, градско и локално ниво, затоа што нема никаква координација. Второ, координација со други институции, загадувањето не настанува од едно место и само на едно место и мора да се решава со сите институции. Трето, техничко-технолошка опременост да се обезбеди на инспекторатите. Не може со еден инспектор за природа, 20 инспектори за води, низ цела Македонија контрол се прави. Не може да се штеди на инспекторати за животна средина. Четврто, да се воведе задолжително преку законот инспекцијски надзор, дека стандардните оперативни процедури и листите за проверка мора да бидат обврска, алатка со кој што инспекторите ќе одат на терен, да бидат објективни контролите и да може да биде транспарентно видливо сето тоа за граѓани и за сите служби. Значи, ова се барања кои што ги бараме како ГИС, како граѓански инспекцијски совет, да бидат внесени во Законот за инспекцијски надзор во кој што учествувавме како работа. Значи, ова е едно од клучните барања и од јавната дебата. Друго, до Министерството за животна средина. Бараме многу јасно конечно да се донесе законот за индустријски емисии, за да се обезбеди автоматски мониторинг на сите испусти на големите и било какви загадувачи. Затоа што вака само нагаѓаме или одиме се мери во моментот кога ќе оди инспекција, а вака континуирано секој граѓанин ќе може да следи што се случува. Понатаму бараме носење на законот, како што спомнав за инспекцијски надзор, носење на правилник за квалитет на горива и да не се шегуваме и понатаму веќе да не знаеме што ни влегува во државата, што на царина поминува, што се гори, што е дозволено, што не е дозволено. И овој правилник за горива треба да важи не само за индустријски објекти, не само објекти за домување, за објекти, големи јавни објекти и така натаму. Понатаму, примена на законот за урбано зеленило и нов правилник и на правилникот за урбано зеленило. Тоа е многу битно при градењето, при урбаната експанзија, затоа што само ако се е дефинирано зеленилото кое што не смее да се чепка, само ако се заштити, ние ќе имаме тампон зона, кислород и безбеден простор за дишење. И конечно, треба бараме и на државно ниво, и на локално ниво, секој надлежен, каде Министерството, каде општините, да се изработат регистри на загадувачи, за да не се расправаме кој загадува, кој не загадува, кој е загадувач, кој не е загадувач. Значи, многу работи. Имаме цела листа на барања поднесено до различни институции и поединечно ги лобираме и ќе ги лобираме како граѓански инспекцијски совет. Тоа е сепак една сериозна коалиција од 35 сериозни организации кои што си ја знаат работата и кои што посветено работиме на ова. Да, убаво, Лилјана, што ги споменавте вака јавно и ги споделивте, впрочем, со гледачите и со јавноста барањата, па можат сите нели да дознаат кои се барањата, бидејќи вие се залагате за сите, односно за граѓаните, за нас, за сите ние да имаме една почиста животна средина. Го спомнавте и вие буџетот и ние пред малку со Или споменавме дека би сакале да го прокоментираме тој момент, колку се одвојува или не се одвојува од државниот буџет за оваа проблематика? Па не се одвојува. Се ова што го наброи Лила, значи пред малку, доколку се најде на слух кај одговорните институции, во принцип сите овие промени, измени, регистри, водење евиденции, намалување на емисии и така натаму може да се решат во неколку години. Вака како што е сега, во кое што сите креваат раменици и никој за ништо не е, нас два животи ни требаат. Значи,
некогаш сами на себе си честитаме на упорноста да не се откажуваме и да повторно од година во година истото го зборуваме, истото го бараме и притискаме и лобираме поединечно како здружение и така натаму со помош на медиумите и слично. Меѓутоа, еве ова е клучното што го кажуваше исто така Лиле, дека недостасуваат средства, прво во инспекцијскиот надзор, да не зборуваме на сите нивоа дека недостасуваат. Факт е дека оваа година е буџетот за животна средина повисок, меѓутоа тоа е само 1,2%. Значи што е ништо, значи некаде околу 59 милиони, ако не се лажам, евра. Меѓутоа, на сметка на даноци и останати давачки за животна средина, анализите велат дека се собираат некаде околу 200-220 милиони евра. Меѓутоа, кога ќе видите, значи само 1/4 всушност се користи во сегментот во кој што би требало да се користи, односно во заштита на животната средина. Значи, исклучително важна ставка е буџетот. Она што и Европската унија го дава како една од своите препораки, односно дека мора да има намена на средства со кои што ќе се овозможат промените кои што треба да се направат во општеството во сите сегменти. Кај нас е буквално во сите сегменти. Значи ние во изминатите 5 години имаме само 2 болници кои што успеале да сменат да го сменат начинот на загревање, односно се извинувам. На грејење, да. Малку слабо ве слушаме, Лиле? Начинот на грејење. На грејење, да. Значи само и тоа чинам дека можеби по медиумска по притисок под медиумите па се промени тоа. Амандманот со кој што баравме да се смени тоа, значи во собрание не го изгласаа ниту пратениците кои што се членови на таа наша зелена пратеничка група. Значи никаков слух нема за тоа. Значи стануваше збор за некоја минимална сума, ако не се лажам, од 3 милиони евра, со кој што ќе се направеше промена во грејењето, кој што 12 болнички објекти. Значи ние немаме чувство ниту за загревање на начинот како што ги изложуваме, значи болните, да не зборуваме за училиштата, значи државните објекти, значи никаков слух. Јас навистина, Лиле, вака кога ја кажуваш листата што се бараме и како притискаме, си викам, ние сме, не знам, последните утописти во државата. Меѓутоа, сигурна сум дека нема да попуштиме со притисокот, многу споро се одвиваат промените, меѓутоа некако си веруваме во чудо дека, како што кажав, дека само да најдеме на една група на луѓе кои што ќе имаат слух, за неколку години може да се решат клучните проблеми. За колку години од прилика вака на 5 на пример би можеле да очекуваме ако се биде како што треба, како што ви решили, ако имаме слух? Да, ако во сите инстанци, значи кои што ги спомнуваме. Затоа што бројни се значи додека беше Ана директорка во Државниот инспекторат за животна средина, наеднаш како да се катапултираа работите. И потоа спласна. Значи ни требаат такви луѓе кои што... Значи не станува збор за институција, станува збор за луѓето кои што ги водат институциите. Така е. Меѓутоа, спомна и Лиле за еколошката свест, свесноста или несвесноста на нашите граѓани. Велиш, вие не се откажувате и тука ќе бидете тоа да го правите и ние како медиуми не се откажуваме да зборуваме за овие теми затоа што се од круцијално значење за сите нас, затоа што секојдневно време и по медиумите се сервираат информации кои што навистина се застрашувачки кога ќе слушнете, еве ти ме поправи дека информацијата за 1000 луѓе е далеку пострашна. Е далеку пострашна од како споменати 3 до 4000 луѓе можеби годишно ги губиме како резултат на аерозагадувањето. За мене е тоа страшно, верувам дека треба да биде и за другите граѓани и за другите гледачи затоа што заеднички треба да ја покренеме свесноста на оваа тема. Имаме ли напредок во поглед на свесноста кај граѓаните? Затоа што велиш проблем не се институциите, туку луѓето кои што ги водат институциите. Ама ако се уште таму нема слух, значи дека некако тапкаме во место и со таа свесност? Да, значи ако погледнеме каде сме биле пред 5 години, например, и каде сме сега, ќе се забележи драматична промена во јавната свест во согледувањето на проблемот со загадувањето. Меѓутоа и тој повторно е, како да кажем, сезонски. Значи ние почнуваме да се паничиме во октомври, веќе во ноември не фаќа сериозна паника, во декември сме на ургентно
Меѓутоа, со првите сончеви зраци веќе крајот на февруари, почетокот на март, како се да се заборава. А всушност главните промени мора да се направат во тој период, значи од пролетта до почнувањето на грејната сезона. Кога се најголемиот број на денови со загаден воздух. Ние летото, пролетта, летото и раната есен ги губиме во уживање во сончевите денови, наместо да се работи тука на преземање на мерките кои што може да се применат веќе во првите услови на спуштање на температурите, почеток на грејната сезона, засилување на сообраќајот во зимските услови, значи се се тоа некако поврзани работи, од грејењето на домаќинствата, јавниот транспорт, работата на индустријските капацитети кај нас се уште се наоѓаат во градовите, како што спомна и Лиле, не ги контролираме, значи само повремено и то тие самите кога ќе направат нели некаков обид да пристапат кон јавноста, па ќе дадат некакви полуинформации. Не, ние сакаме да следиме 24/7. Во секое време. Што се случува во секое време. Ние некогаш имаме во лето сериозни пикови, ќе забележите во саботи, недели, празнични денови, во текот на ноќта, кога нема сообраќај, кога нема луѓето се. Имаме загаден воздух. Имаме, да. И тука веќе мора да се инспекциите на терен, мора да го детектираат изворот на загадување, мора да го санкционираат и не само да се изрече казната. Ние мораме и вие со нас заедно како медиуми да го следиме изрекувањето и казнувањето, значи до самата наплата. При тоа и со самата висина на казните имавме проблеми. Ние дававме предлози да тоа бидат и се прифати 20 пати зголемени, значи бидејќи понекогаш казните кои што треба да ги платат одредени правни субјекти се неколку часови работа, значи профитот од неколку часовната работа, што за нив е ништо и некогаш им се за нив е поисплатливо да испуштат во воздух или во вода, отколку да стават потребни филтри или да инвестираат во технологија која што е многу поскапа. Сурова реалност. За жал. Да, за жал. Лиле, неодамна бевте на најголемиот светски климатски самит во Глазгов, како представник нели од нашата земја. Можеме ли да споделиме во поглед на новитетите во светот и колку ние заостануваме на ова поле? Заостануваме многу, меѓутоа за климатските промени кога зборуваме, главниот проблем на глобално светско ниво практично го прават најразвиените земји, бидејќи климатските промени во најголем дел се настанати како резултат од индустријската револуција па наваму, сето загадување кое што индустријата го прави и начинот на живот, променетиот начин на живот со огромно количество на согорени фосилни горива кои што ослободија стакленички гасови од кои што се загреа земјината топка. Значи, најупростено кажано. Така што, кога целиот свет веќе е свесен и се договори дека ќе треба да се бори со климатските промени, ние треба и како земја само придонесуваме во своето делче на загадување да учествуваме. Но, тоа што значи, ако го сведеме на само наше ниво, на наша кожа, тоа значи дека ако секој своето делче во својата земја си го заврши, тоа значи дека целата земјина топка ќе биде спасена, затоа што загадувањето во нашата Македонија значи дека нашите граѓани нема да се трујат. Само да кажам дека проценките на експертите беа кога се беше првата конференција во Париз, која што беше клучна за утврдување на еден редослед и обем на постапки за борба против климатските промени, проценките на секоја земја што требаше да ги дадеме на Македонија беше дека ќе бидат потребни меѓу 3,5 и 4 милиарди евра за целосна транзиција од фосилни на обновливи енергии. Не знам дали точно се уште важи таа бројка, но отприлика тука некаде од тој обем се движи. Тоа не се суми кои што се невозможни. Тоа се неколку буџети државни, ке речете, меѓутоа, ако сакате да решите огромен проблем со внимателно вложување дел по дел од тие пари, досега ние ќе требаше добар дел да завршиме од таа транзиција, не за да реферираме во некој си таму Париз или Лондон или Њујорк или било каде пред некои странски форуми, на некои климатски самити, за да знаеме ние да си обезбедиме поздрава, почиста животна средина, затоа што над нас таа купола над Македонија од воздух, води и почва околу нас ќе беше почиста и поздрава за живење. Затоа климатските промени, нашата борба
за климатските промени како Македонија, како држава, треба да ја сватиме борба за нашето здравје, на нашите граѓани, за нашиот биодиверзитет, за зачувување на нашата природа. Така треба да се свати и тоа не се страшно невозможни големи средства. Баш тоа што за дел од вакви транзиции има фондови светски и европски кои може да што не се достапни, и што Македонија треба да учествува 10, 15, 20, 25%. Македонија и не учествува ни толку. И тука доаѓаме до она што Еви го зборуваше, приоритетите, знаете, на една држава во одредена област се гледаат преку буџетот. Ако си спремен на политичко ниво, на највисоко политичко ниво, да издвоиш буџет за одредена работа, признаваш и се согласуваш дека тоа ти е приоритет, а кога ќе потрошиш буџет, тогаш ќе се трудиш тој буџет да биде наменски потрошен, ќе го контролираш да нема корупција, посебно да нема корупција во екологијата, против која што ние сите се бориме, значи жестоко, и тоа е еден од проблемите, и конечно да ќе гледаш од тие потрошени буџети да има происход, да има резултат, за на крајот како политичари да можат да кажат пред гласачите да успеавме во ова. Значи тоа е еден логичен циклус кој што треба од почеток да се следи. Приоритетот се гледа преку буџетите и возможно е и наша Македонија да се исчистиме, што викате, за 5 години апсолутно може да се среди и да се реорганизира. Битно е и буџетите и водството на клучни институции. Кој ги води клучните институции? Со колку знаење и со колку честност и компетентност и колку отвореност кон граѓаните и поврзување со јавноста. Борбата е на сите нас, на повозрастните, на средната генерација, на најмладите. Меѓутоа, велиме, нели, говориме за свесност или несвесност на нашите луѓе. Што е со најмладите, или можеш ли, со оглед на тоа што ја дадовте поддршката за, нели, детската Евровизија, за македонските представници, кои што и темата, музичката тема, нели, им беше климатските промени, животната средина, сето она што навистина се случува во светот, иако многумина луѓе знаат свесно или несвесно да го игнорираат. Што е со најмладата популација? Затоа што и тие, нели, треба да се вклучат во борбата. И тие, сепак, планетата Земја ја оставаме на идните генерации и најмладите се оние кои што од рана возраст треба да им завсадат некои здрави навики за живење и функционирање. Колку се тие свесни или несвесни за сето она што се случува? Здравите навики прво треба да дојдат од нас, нели? Прво ние треба да ги препознаеме и здравите навики, но да ги препознаеме и проблемите кои што ги имаме. Сега за препастувачки колку малку знаат. Колку малку знаат за климатските промени. Тие слушаат од своите родители, например, или ќе слушнат, можеби ќе прочитаат во медиумите загадување, меѓутоа немаат перцепција што тоа всушност значи. Конкретно работејќи со овие 4 деца, например, кои што се многу интелигентни, многу забавни и кои што на еден поинаков начин покажаа својата запрепастеност кога ние почнавме да работиме, значи моравме да го, нели, прилагодиме нивото на нивната возраст. И да им кажеме дека ова што сега се случува, доколку не се стопира, доколку не се преземе сериозни чекори, дека кога тие ќе бидат на наша возраст, нивните деца ќе немаат вода. Можеби ќе треба да живеат некаде каде што е за нив незамисливо сега да се живее, ќе немаат вода, ќе немаат храна. И веднаш си го поврзаа со одредени филмови кои што ги гледале апокалиптични и така натаму. И во тој момент се виде она пресвртот во нивниот ум и следната средба веќе има една листа на прашања. Што ако се возам со авион? Дали е подобро да патувам со брод? Дали да одам со велосипед? Сакам да кажам, значи ние возрастните треба да зборуваме. Треба да зборуваме на нашите деца, треба да се зборува во училиштата, значи не само да се зборува. Мислам дека веќе е приоритет во училиштата да има и посебен предмет, значи да се работи на една еколошка писменост, да се работи на еколошкото образование, значи од најмали, од прво оделение, значи од тоа каде го фрлаат отпадот, како го селектираат, што е што, значи дали лименката оди на едно место, комуналниот отпад на друго место, значи мора да се гради свест од најмали нозе, заради тоа што еве гледаме дека една цела генерација која што се однесувала дека тоа не е нејзин проблем,
сега ги гледа последиците преку своите родители, преку себе, преку своите деца, значи преку една листа на болести и потенцијално животозгрозувачки ситуации. Значи мораме да инвестираме во образованието за екологија и велам повторно од прилагодено на, се разбира, нормално на секоја возраст. да, меѓутоа од прво оделение, буквално, и од градинка дури. Лиле, кој е вашиот став на оваа тема и можеби вашите искуства изминативе години? Пред се треба да се смени потрошувачкиот менталитет. И тоа е еден од најголемите проблеми во светот, всушност. Она што го доведе индустриската револуција, која што е генерално позитивен процес, раздвижување на техниката, технологијата, можностите за полесен и попријатен живот, меѓутоа истовремено донесе и потрошувачки навики, да се купува се и се што ни треба и што не ни треба, да се однесуваме разгалено едни кон други и кон природата. Така што и многу убаво спомна Ели за воспитување на децата во школите, но тука би требало, кога зборуваме за воспитувањето, да се внесе и етика кон природата. Етика не само во односите меѓу луѓето, туку етика и кон природата, кон животните, кон се што не обкружува, кон планетата Земја. Еден одговорен однос. И таа борба против потрошувачкото општество, против потрошувачкиот менталитет, против консумеризмот, како што го нарекуваат, тоа е клучно за да можеме да ја спасиме планетата Земја. И клучно за да може да се справиме со климатските промени, затоа што во загадувањето влегува и транспортот, влегува, спомнавте како ќе патуваме, спомна Ели, дали со авиони, со воз, со кола и така натаму, со велосипеди. Тоа клучно влијае на загадувањето. Најмалку 20 до 30% во просек транспортот од било кој вид делува на загадувањето на воздухот, така што воопшто не е сеедно како ќе се движиме и во своите градови и меѓу градовите и од една до друга земја. Понатаму, кога зборуваме за потрошувачкото општество и начинот на живот, треба да размислиме до кога ние ќе ги црпиме минералните ресурси на земјава, на земјинава топка. Минерали, металични и неметалични минерални суровини. До кога, например, како еден пример ќе дадам, се исцрпуваат огромни количества злато. Златото се исцрпува по една неубава технологија, валкана технологија, една од најзагадувачките технологии руднички е токму технологијата на копање и преработка на злато. А зашто се користи во најголем дел златото? За накид, кој што апсолутно не ни е неопходен да биде од злато, и зашто друго? За шипки кои што се гаранција за финансиските резерви на државите. Зарем има смисла, има ли логика да се рие во утробата на земјината топка, да се уништуваат на робовски начин, да се експлоатира трудот на милиони луѓе низ светот за да копаат и да преработуваат злато, за на крајот да го направите калапчиња, цигли од злато кои што ќе стојат некаде депонирани во некои сефови во банки како гаранција на финансиската јачина на земјата. Мора да се најдат комплетно други начини на вреднување на работите. И тука го спомнав златото како нешто што е најекстремно и нај можеби достапно да се го замислиме, меѓутоа се среќаваме и со проблем за исцрпување на било какви минерални ресурси. Например, имаме сега еден нов проблем. За да дојдеме од транзицијата да ја направиме од фосилни енергии во обновливи енергии, ние практично треба да користиме во моментов, барем според сегашното знаење технолошко, треба да користиме батерии за зачувување на обновливата енергија. Во тие батерии литиумот е клучен како елемент и како материјал. А копањето на литиумот е една исто така валкана технологија. Што се случи во Србија, гледаме. Тие зедоа одличен пример од Македонија, од македонските борци против валкани рудници, и тие го истераа Рио Тинто, една гигант компанија мултинационална, за да не им ги загадува водите. Со тоа индиректно и нас како македонци не спасија овдека, македонски граѓани и сите овдека на Балканот, затоа што водите немаат граници, воздухот нема граници. Тоа ќе беше штета за многумина.
и штета на многумина. Значи, во моментов, едно од најклучните прашања во екологијата и најтешко решливите сега за сега е што да се прави со минералните ресурси и се предлага промена, доаѓам на почетокот, на принципот на матрицата на потрошување. Сето она што сме го трошеле како минерали, како металични и неметалични, што е извадено назад надвор и сега е во вид на отпад или складирано како полуотпад, треба да се врати назад, да се реупотреби, да се преработи, да се рециклира, за да не се копа и понатаму од земјината топка или драматично да се намали тоа копање и трошење, оти нема неограничени природни ресурси. Тие сепак се ограничени на обемот на кората, на обемот на нашата земја. Само колку се луѓето свесни за таа ограниченост или неограниченост на истите. Треба да станат. Да, пред само некој ден се пишуваше по медиумите дека 25 експерти и представници на граѓанскиот сектор од областа на урбаното планирање, урбанизмот, архитектурата, сообраќајот, енергетиката и заштитата на животната средина се дел од ново формираниот градски екосовет, Зелен совет на град Скопје. Прашањето ми е дали ова некој чекор напред, Ели? Па секое здружување во кое што секој од нас ќе даде некаква експертиза, знаење или ќе ги искористи своите капацитети, дали се тоа професионални, приватни, апсолутно е добродојдено, се додека нели нешто се помрднува. Значи да не е тоа само здружување сега што ќе останеме пасивно, но верувам дека нема да биде така, заради тоа што, како што спомнав, се менува полека менталитетот, а мораме да го интензивираме заедно притисокот врз институциите, притисокот врз носителите на функциите, да го сватат овој проблем сериозно. Очигледно е подобро кога сме повеќе заедно, еве така функционира и Зелениот институт, така функционира ГИС. Значи ние сме сепак многу малку вака кога ќе се земе луѓе, меѓутоа добро сме распоредени, притискаме од сите страни, се координираме меѓусебно и верувам дека нема да попушти тој притисок и тоа лобирање во различните сегменти. Или имаш некоја информација каква е бројката на здруженија кои што се залагаат за оваа проблематика? Ве има ли се повеќе, дали се формираат, дали млади луѓе доаѓаат со своји идеи? Па не знам точно колкава е бројката на здруженија и организации, има навистина многу, некои работат во само одредени сектори, него покриваат различни пошироки подрачја, меѓутоа има и многу луѓе кои што не припаѓаат во здруженија, кои што ја нудат својата помош константно. Значи, кај нас на пример тоа во О2 е редовно, значи да ни пишат граѓани да кажат јас сум по струка тоа и тоа, можам да бидам од помош во тој сегмент. Разбирам, ова е мојата професионална експертиза, дали можам да бидам од корист. Некогаш студенти, некогаш средношколци, така што да. Па тоа говори дека сте допреле со целото влијание кое што какво такво го имате нели во нашата земја. Се надевам дека е така заради тоа што тоа е поентата. Значи сите ние во здруженијето имаме своји сосема поинакви професии, нели работиме дневна работа која што е различна од нашиот волонтеризам, да кажам, и драго ни е кога нашите сограѓани тоа го препознаваат и имаат потреба да се буди нешто во нив и те сакаат да бидат дел од промените на подобро во општеството. Лиле, дали вас ве контактираат во Зелениот институт ети млади граѓани, луѓе кои што се желни за промени во оваа земја? И колку знаете да ги слушате и вклучите во активностите? Апсолутно. Тоа е начинот, како што Ели кажа, на комуникација и на отворање. И мора да се спомне дека секое здружување е навистина битно. Многу голема работа направи Институтот за комуникацијски студии, кој последнава година и нешто формираше една мрежа, алијанса Разбистри се, каде што огромен број, значи повеќе десетици граѓански организации, експерти, поединечни институти од факултети и така натаму се вклучија во таа мрежа и мислам дека успеавме многу конкретно да смениме некои работи, конкретно законот за минерални суровини, кој што е еден од најпроблематичните. Многу имам работено на некој, затоа пак се навраќам на него, поврзан со рударството, рударењето од различен вид и успеавме преку
Оваа алијанса практично со притисокот што го направивме, откако го анализиравме една верзија на законот што пред една година беше поднесен во собранието, успеавме да издействуваме Министерството за економија да го повлече законот, да не вклучи нас како експерти во работна група, да го преработиме законот, да работиме заедно, да преговараме и со индустријата, со рударскиот сектор и редица работи да бидат внесени, така што сега се предложи закон во многу подобрена форма, иако има уште одреден број работи кои што не се внесени и за кои што ќе бараме исто така амандмански преку пратениците. Се уште мислам, колку што сум информирана, не е изгласан тој сменет закон за минерални суровини. Уште некои работи треба да се доправат, меѓутоа суштествено се смени неговата форма откако се вклучивме. Значи, токму тој граѓански притисок со циот ентузијазам, но и со знаење што постои во одредени организации, стручно знаење беше вграден и излезе како резултат. Исто така, се преку таа алијанса разбистри се работеше многу и на законот за води, но тука се работеше со Министерството за животна средина, изгледаше дека има голема отвореност, исто така преку работни групи работевме заедно и со Одва иницијатива, заедно бевме партнери во овие работни групи, во двете работни групи што ги спомнувам, меѓутоа тука се уште не е уште доуредена таа област, водите се многу фрагилна материја и област и тука треба навистина многу сериозно да се работи, затоа што бизнисот гази врз екологијата, врз чистотата на водите, врз здравјето на луѓето и на биодиверзитетот кој што зависи од водите. Така што ќе треба уште... Се е тоа поврзано. Тоа е поврзаност, координација, комуникација, тоа е формула за успех. Само да напоменам дека кампањата која што ја спомена и ти, Разбистри се спроведува во рамки на проектот Поврзи ги точките, подобрени политики преку граѓанско учество, што уште еднаш говори за фактот колку е важно граѓаните да го земат своето учество во менувањето на политиките и колку е важен притисокот кој што тие ќе го направат. Нека да сме пред крај, Лиле, ќе ве замолам вас за една завршна мисла, но претходно со Ели ќе го направиме тоа. Само би сакала со Или да го прокоментираме следниот момент, затоа што на Facebook страната на Одва иницијативата се пишуваше за нови гранични вредности на СЗО, поврзани за PM2,5 частичките, PM10, озон, јаглерод моноксид и така натаму. Би сакала само тоа да го прокоментираме. Што тоа значи? За нас, нашите гранични вредности беа поставени многу високо. Значи, ние со години и месеци лобиравме да се направи некаков начин да тоа се намалува секоја година, значи се спушта. Ние стартувавме од 250 микрограми, што е неверојатно, значи што е многу во услови кога СЗО препорачуваше дека нула е уствари треба да биде да нема гранична вредност, нека се над нулата уствари загадување, меѓутоа во одредени градови и држави се работеше за 20, 30, 50 микрограми, ние стартувавме од 250 микрограми. Јас често го споминувам овој пример, знам за Париз пред некоја година на 50 веќе вонредна состојба. А кај нас е тоа значи ние стартувавме од 250 со тоа што секоја година имаме намалување на нивото, значи на највисокото ниво. Тоа се спушта, ние сме сепак далеку од тоа кое што е препорачливо, но она што ние сакавме да апелираме и тоа го правиме константно преку социјалните мрежи, преку друштвените мрежи, е да укажеме дека одговорноста е на општините да водат евиденција за загадувањето и веднаш да алармираат. Значи, тие треба да ги следат граничните вредности. Не ние граѓаните, тие треба нас да не информираат како да се заштитиме, што треба да направиме. Во овој период во кој што неколку пати, особено во периодот околу празниците, значи пред Нова година и после Нова година, имавме драматично зголемување и тоа со денови и немаше никаква реакција. Значи, ние наназад направивме исто така една анализа. Значи, ако не види никој кој што ве следи вас по социјалните мрежи, а тоа се граѓани кои што ја знаат проблематиката, а треба да ги информираме граѓаните кои што не чувари 24/7, нели? Тоа е одговорноста на институциите, на општинските власти да следат и веднаш штом има надминување, значи се има процедура која што треба да алармирање и воведување на вонредните мерки, веднаш да ги информираат и да ги насочат граѓаните што треба да се прави. И не само граѓаните, туку има една редица на мерки кои што треба да се преземе, од ограничување на сообраќајот до
прекин или ограничување на работата на индустријските капацитети, значи движење, односно избегнување на движење на отворен простор во услови на високо загадување. Значи ништо од тоа не беше направено. Кога погледнавме на назад, значи цела година, дали еднашка во текот на годината имало интервенција, а сами знаеме колку пати се тие мерки надминати, така што не е само да ние поставуваме некакви не знам, рамки за тоа што треба да се прави, ако никој не се однесува во согласно со своите надлежности. Значи, ако може малку да се разбудат институциите, би било многу добро за сите нас. Се сложувам. Тоа е и нашата цел да алармираме преку емисијата. Лиле, 1 минута имаме до крај. Ќе ве молам за една завршна мисла, апел, како сакате сручете го, да ја заокружиме денешнава тема во да си кажеме. Клучните луѓе што се во клучните институции за животна средина да се искоординираат и да ги видат барањата, еве конкретно на граѓанскиот инспекцијски совет, да видат што е тоа што се бара. Тука се буквално излистани сите најнеопходни мерки кои што треба да се превземат и нека си буџетираат, нека си пренаменат буџети и на работа на труд и нека си примат луѓе кои што знаат да сработат и кои што сакаат да сработат. И уште една работа, барање до владата имаме да ги ревидира постапките кои што се водат, судските постапки и начинот како се водат тие судски постапки поврзани со загадувањето на животната средина, затоа што од сите учесници на дебатата на ГИС се укажа дека практично има неусогласеност во тие процедури. И тука има и многу незнаење, непознавање на таа правна материја од страна на судии, на обвинители и на инспектори. Потребна е и едукација на сите нив, меѓутоа и добра волја тоа да се спроведе, а некаде можеби и мало менување на законска регулатива за да нема формална неусогласеност. Овој дел е многу важен и без со неказнивост практично се стимулира неработењето и се стимулира загадувањето. Ви благодарам многу. Или повели за крај и тука некаде ќе го заокружиме ова денешно издание. Па јас мислам дека се што можевме да кажавме, само ќе се надоврзам на Лиле дека апсолутно мораме да ги поттикнуваме и да ги буткаме и да ги лобираме институциите, бидејќи колку и да сме ние како граѓани организирани, доколку сепак нели тоа не е така. И за тоа навистина е потребно да бидеме здружени граѓаните, граѓанските здруженија, експертите, медиумите, значи сите заедно една силна лоби група за доброто на сите нас. Споменав, борбата е заедничка и заедно сме во сето ова. Така е. Да. Ви благодарам многу, благодарност до Лилјана Поповска од Зелениот институт и до Ели Пешева од О2 иницијативата. И поздрав до сите институции, здруженија кои што се залагаат за оваа проблематика, а поздрав и до институциите кои што треба да не слушнат за да ги променат нештата.